Онлайн наставата започна, но со каков квалитет во моментов и во иднина останува неизвестно. Платформата за учење на далечина пропадна, а учениците и наставниците останаа на цедило, па принудени се наставата да ја следат преку Microsoft Teams. Според експертите за онлайн настава, разликата помеѓу домашната платформа и онаа на Microsoft е огромна и од тука пожелно е да се врати во живот националната платформа. Microsoft Teams е, кажавме, софтвер за аудио и видеокомуникација со учениците, кој што нуди исто така и дополнителни алатки како што се прикажување на бела табла и служи за комуникација со учениците, додека пак платформата, националната платформа за учење на далечина е место каде што учениците се групирани во класови, таму учениците според се поделени во предмети, секако, значи потполно исто како во класичната настава, и по тие предмети од поставените материјали кои што ќе ги имаат од страна на наставниците, ученикот ќе учи, чита, пишува, слуша, вежба. Доктор Николче Шулевски вели, учениците вистински наставата можат да ја почувствуваат само преку домашната платформа, која е нефункционална. Следува полна порција на настава и тоа со сите комплетно часови, секако во скратена форма, со по 35 минути настава во средните училишта и повторно ќе се изведува наставата преку конференцискиот сервис Microsoft Teams, додека пак платформата чекаме на понатамошни инструкции од кога ќе почнеме да работиме и на платформата. Според познавачите, од понеделник учениците и наставниците ќе се соочат со многу повеќе предизвици, бидејќи онлайн наставата ќе треба да ја следат поголем број на корисници во подолг временски период од денот.